Добре дојдовте во емисијата Среда среќно, заедно со вашиот домакин Божана Ќуавкова. Добар ден и среќен ден од студиото на Радио Голди. Денеска 4 февруари 2026 година. Започнуваме со Среда среќно. Драги слушатели, денес во Среда среќно имаме чест да разговараме со една млада и талентирана и веќе европски препознатлива струмичанка. Тина Русева има само 20 години, а веќе ги освои срцата и гласовите на публиката и жирито на престижниот надпревар Глас на Европа. Тина, добре дојде во нашата емисија. Како си и дали уште ги средуваш впечатоците? Здраво, Божана. Првенствено ти благодарам на убавата најава. Јас учествував на The Voice of Germany. Тоа е различни надпревари со The Voice of Europe. The Voice of Europe беше онлайн номинација на која што јас бев исто номинирана, но The Voice of Germany е тој надпреварот кој што ствари вие го гледавте на малите екрани кај што јас настапив со сите песни. Искрено со емоциите, сум супер. Почнува се да легнува и да биде на свое место. Се осеќам прекрасно, се надам дека и вие сте добро и дека ќе имаме еден убав разговор. Какво чувство е на 20 години да победиш на еден од ваков европски надпревар? Чувството е искрено прекрасно, затоа што да се биде номинирано толку многу европски гласови. Да. Првенствено е преголема чест, а да се победи е нешто неописливо, искрено. А кој момент од надпреварот никогаш нема да го заборавиш? Ако се алудира на The Voice of Europe, ете самата таа победа и самиот момент пред победата, кога го ствари сватив дека имам шанса да победам, затоа што некако пред тоа се ми беше као невозможно, ама кога дојде моментот на топ 6 и кога видов каква армија стои позади мене, колку луѓе се спремни да гласаат за мене и да ме поддржат во сето тоа, некако тоа беше најисполнувачкиот момент за мене како артист, затоа што нема поубаво нешто кога луѓето уживаат во тоа што го работиме ние. Да. Кога дозна дека токму ти си изборот, што ти помина низ глава? Искрено да кажам, морам да признам, прво почнав да плачам од среќа. Ретко плачам, но во овој момент искрено некако се почувствував многу гордо и бев среќна и исполнета со самиот успех, затоа што сите знаеме што значи едно такво надпреварување. Одиме сега со патот до твојот успех, да запознаеме публиката, каква личност си, кога почна твојата љубов кон музиката? Искрено да ти кажам, не знам од кога точно почна, затоа што јас пораснав во музичка фамилија и некако со самото тоа музиката секогаш беше дел од мојот живот и од секогаш ја сакав, од секогаш бев малото девојче кое седеше на ќоше додека моите родители пробуваа со нивните бендови, така што на тоа прашање колку и да размислувам нема да најдам адекватен одговор, но ете ќе кажам од кога знам за себе, знам дека сакам да пеам и сонувам да бидам дел од големата сцена. А дали твоите родители, бидејќи се музичари, те поддржуваат во овој твој пат? Секако нормално. Тие се цело време тука, пробуваат да ми помогнат во секој можен аспект кој што можат. Навистина сум благодарна на целата поддршка која што ја добивам од нив, затоа што нормално публиката си поддржува, но друго е кога имаш поддршката и од дома, која што навистина си треба во многу моменти за кои публиката не знае, така што премногу ми е драго што ме поддржуваат и се тука во секој аспект да ми помогнат во музичкиот дел. Тие имаа своја група, така? Мајка ми беше, додека живеевме во Македонија, двајцата функционираа во своји бендови, мајка ми беше во Пицикато, татко ми беше во Интервали, има своји бендови, се работеа со нив и функционира убаво додека живеевме таму. А сега во Германија не се бават со музика? Да, сега во Германија за жал не се бават со музика, се бават со други професии кои што не се веќе поврзани со музика, но ете ми отстапија мене дел сега во тој аспект. Да. Колку години си во Германија?
Па во Германија веќе 9 години живееме. А дали во Македонија имаше настапи на некои фестивалчиња како помала или надпревари? Да, на Македонија исто така имам настапувано како дете. Првенствено почнав на детскиот фестивал Јојо, кој што се одржуваше во Струмица. Таму бев 2014 и 2015 година. Таму уствари ги направив моите први детски авторски песни, две, кои што ги представив после на самиот фестивал Јојо, како дел од финалето. 2 години исто така. После тоа бев во Дојран, на арт фестивал Дојрана, каде што се добив првото место, па бев во Црна Гора, добив второ место. После тоа се случи да одам на Славјански базар во Белорусија, кој што беше еден од поубавите искуства за мене, затоа што исто ја представував Македонија таму, од 22 држави, јас ја представував Македонија и се зовив со второто место. После тоа имаше некои идеи да одам во Москва, Шпанија и Тунис, за жал тоа не видна ништо од тоа, затоа што дојдовме овде во Германија и пред 2 години исто така бев и во Португалија, каде што ја представував исто Македонија на еден реномиран фестивал. И после тоа беше The Voice of Germany. Да, значи многу искусна си ти. Но од многу мали години си настапувала, да. Да, многумина не знаат за сето тоа позадинско, но мислам дека еден артист не станува преко вечер и си треба искуство за сето тоа и таа слобода да имаш на бина и да се представиш во такво светло на кое што сметам дека се представив јас, си треба нормално искуство и се што поминав јас. Мислам дека кога ја слушнав твојата мајка како пее, дека ти го имаш гласот нејзин. Така ли е? Благодарам. Па, искрено, дај Боже да биде нејзиниот глас. Мислам, таа пее навистина прекрасно. Таа е повеќе во фолк музиката, но сметам дека го имам земено гласот на мајка ми, а стилот на татко ми, со самото тоа ете таа некоја спојка на микс, да. Да, на микс, баш. Да. Те нарекуваат македонска Хјустон. Па да, за тој надимак ми е премногу драго, затоа што првенствено Витни Хјустон е една пејачка која што е реално светска и е еден глас кој што не е заменлив баш лесно, кој што трае со многу години. Така што навистина ми е премногу драго што мене ме нарекуваат Витни Хјустон, иако нели, јас сум една мала тина која што се уште во самите рани почетоци да се спореди со таква една звезда, навистина има голем значај за мене како артист. Каде се гледаш во наредниот период? Дали во светски размери? Видовме дека Македонија многу те сака и Германија, но понатаму како ќе продолжиш? Да. Првенствено ми е премногу мило што ја добив поддршката од Македонија и поддршката од од Германија исто така. Навистина ми значи секоја поддршка ми значи луѓето, затоа што осеќам дека сме сите некако уште поблиско сплотени кога има такви некои интересни случувања околу мене. Се гледам на светска кариера, нормално сонувам за таа светска кариера и се трудам околу таа светска кариера. Нормално драго ми е што пробував и дојдов до некој начин да стигнам до таа европска сцена. Се надевам дека во иднина ќе стигнам уште повеќе, ќе се надоградувам во истата, а имам некој сон за исто така и за светска кариера. До кај ќе стигнам не знам, мое да се трудам, мое да работам на тоа, да пробам да дадам се од себе и да успеам, да работам само и Бог го знае патот за мене. Најдоброто за нас. Да. Балкуцка, да ни објасниш како беше организирано сето тоа, каква беше публиката, организацијата, на кој начин е организирано? Дали е строго професионално, услови какви имавте? Тоа зависи сега за кој натпревар разборуваме. Имаме две различни натпреварувања. Имаме еден од кој што беше The Voice, кој што го гледавте вие. И имаме еден друг натпревар кој што беше онлайн. Двата натпревара беа професионално организирани. The Voice of Germany си има само свој формат, The Voice of Europe си има свој формат. На The Voice of Europe се беше онлайн, номинациите беа онлайн, гласањето беше онлайн, како што може луѓето да видат, да гласат и слично. Така да тој беше друг формат, ама двата натпревари беа организирани професионално. The Voice of Germany е едно прекрасно искуство за мене, затоа што
многу професионалци уствари запознав таму кои што се баваат професионално со музика и со секоја бранша која што ја затекнува музиката, така што можам само да кажем дека беше едно прекрасно искуство и јас добив премногу контакти од истото, а за организацијата навистина не можам да кажем ништо лошо, затоа што јас бев и пречекана и на пробите функционираше секако што треба и работата со мојот коуч Нико и потоа со Калум. Исто така, мислам, стварно се беше на едно прекрасно ниво, да кажам, како што сметам дека секој артист заслужува да биде третиран. Да, и која беше наградата? Дали новчана, дали? За The Voice of Germany не, но за The Voice of Germany јас излегов пред полуфинале, така да не добив ништо. А за The Voice of Europe наградата е парична. Се работи за парична награда, но не можам да зборувам многу околу тоа, затоа што се уште ја немам добија. Па сигурно дека ќе добиеш наскоро. Да, се надеваме така. И која е реакцијата на светот? Дали имаш некои покани да одиш да присуствуваш на светски медиуми, на фестивали? Дали имаш некои numери во подготовка? Во приговори сме со повеќе настани моментално, не можам да зборувам многу пред време, затоа што се уште не е се договорено како што треба да биде договорено, за јас сега да ги кажувам датумите и слично, но можам да кажам дека веќе работам на својата авторска музика, дека за скоро време, се надевам до крајот на февруари, ќе излезе мојата прва авторска песна после The Voice of Germany и The Voice of Europe. Тоа се работи за една македонска песна, која што ме опишува мене во целина и цел тој период во главно. Така што се надевам дека ќе им се допадне на публиката и се надевам дека ќе можам на еден начин да им се заблагодарам со таа песна, затоа што на мене многу ми значи, а се надевам дека ќе остави некој белег во македонската музика. Исто така работам тука напоредно на мојата кариера и се надевам светска еден ден на англиска музика. Моментално сме во преговори со продукцијски куќи, разговараме, гледаме, моментално сум пред потпишување на еден договор со една продукцијска куќа со која што планирам да соработувам во иднина, која што исто така ќе стои позади мене и ќе ми помогне да го изградам тоа ниво на кое што сметам дека заслужувам да бидам. Само можам да ти честитам за сето ова што го правиш. Сега би те запрашала што би им препорачала на младите кои сонуваат, но се плашат да направат чекот. Искрено да не престануваат да сонуваат, затоа што секој артист или било кој човек почнал од тоа да сонува, па завршил до негде. Така што никогаш да не престануваат да сонуваат. Успехот не е само успех сам по себе, тој си бара труд, си бара работа, си бара трпение, си бара многу работи, едноставно да веруваат во процесот, да не го заборават Бога во сето тоа и да едноставно да се препуштат на се што следи, да бидат спремни дека патот не е лесен, но е многу интересен. И да уживаат исто така во него, затоа што многу често забораваме да уживаме во самиот пат кој што стои пред нас, се фокусираме само на целта, а не го уживаме самиот пат кој што исто е многу значаен и е трнлив, но е убав да се изоди, затоа што после тоа многу повеќе ја цениме самата цел. Значи ти веруваш дека упорноста е поважна од талентот. Се раѓаме со талент, меѓутоа треба да се образуваме за да дојдеме до целта. Многу е битно да се образуваме и многу е битно да се трудиме кон тоа што го сакаме и да веруваме првенствено во самите себе дека тоа што го сакаме не е невозможно, затоа што ништо не постои што е невозможно. Јас не верувам дека постојат работи кои што не можеме да ги направиме доколку навистина ги сакаме и се трудиме околу нив. Така што верувам дека талентот е, да кажеме, некој си 5 до 10% од сето тоа, но 90 или 95% од целата работа е самиот труд и тоа што стои позади талентот, затоа што талентирани луѓе има многу, но успешни во тој
во тоа бранша што се талентирани нема баш многу, затоа што самиот пат не можат многу луѓе да го изодат, кој што не е лесен, а за жал после талентот преку тоа нели во наводници умира затоа што не доаѓа во правото светло на правото време. Така е. Имаш само 20 години, за музиката слушнавме. Што друго прави Тина? Дали си на факултет или работиш? Тина моментално работи како vocal coach, држам часови за пеење. Пред една година завршив една како мини музичка академија за vocal coaching и работам веќе година како vocal coach, држам часови, напоредно работам на својата авторска музика, во иднина имам планови и други, за некои други студии, за сега временски за жал не можем да постигнам се, но се надевам дека во иднина ќе изреализирам и другите планови. Од семејството имаш татко, мајка, друго? Имам и брат кој што е поголем од мене, живееме сите заедно овде во Германија. Да, тој е 2 години поголем од мене и ми е најголемата подршка која што имам од сите. Имате сигурно и семејство во Струмица? Да, поголемиот дел од нашите луѓе се во Струмица и Неготино, мајка ми е од Неготино, татко ми е од Струмица, така што нашиот поголем дел од нашата фамилија се таму. Тука имаме мал дел од фамилијата, тука се само тетка ми и ние, но многу често одиме во Македонија, ги посетуваме и нив, така што ни фалат премногу тука, затоа што друго е да се тука, друго е да се таму, но имаме комуникација нормално секојдневна, така што горда сум и среќна што ги имам и нив. Голема поддршка ти се и твоите пријателки, Пале и Моника, кои што ми се мене блиски. Да, секако. Мислам дека и таа беше нашата спојка, меѓутоа јас те следев постојано и стварно ми е драго што доаѓаш во Македонија и би сакала и лично да дојдеш во живо да направиме разговор, бидејќи кога објавив дека ќе разговараме денеска, имаше и покана од колега заедно да го реализираме тоа со камера и така натаму, значи те покануваме да дојдеш и во Велес. Благодарам премногу, ќе ми биде чест и задоволство да дојдем и да разговарам со вас во живо. Навистина се надам дека во што побрзо време ќе имам можност да си дојдам повторно и да изреализираме повеќе интервјуа. Ти посакуваме уште многу успеси, сцени и аплаузи. Горди сме што една ваква млада звезда доаѓа од Македонија. Благодарам премногу, благодарам на убавото интервју. Мене ми беше супер, се надевам дека и слушателите уживаа, а вас ви посакувам убав ден и се надевам дека се гледаме за скоро. Биди здрава и жива и очекуваме многу убави песни од тебе изведби. Благодарам. Ова беше Среда среќно, сета среќа ти ја праќаме преку нашата интернет врска до тебе и преку овој телефон кој што не зближи во ова време заедничко кое што го имавме на Радио Голди. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard you sing a good song, I heard he had so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, told my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He played himself in your me, and all my
And he just kept on playing clean.